Вчера околу 19 часот припадници на Министерството за внатрешни работи го лоцираа авионот кој полета од Охрид кон Софија, на локација на околу 5 километри северозападно од Солунска глава. Во несреќата загинаа ГАБ, роден 1970 година, КЦКБ, 1972 година, ГГБ, 2005 година и БГБ, 2000 година. Сите од Република Бугарија. Министерството за внатрешни работи изразува сочувство до роднините на починатите и до граѓаните на Република Бугарија. Службите на Министерството за внатрешни работи, Институтот за судска медицина, Јавното обвинителство и Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти вршат увид под раководство на јавен обвинител. Ви благодарам. Дали имате некоја проценка кога би се извлекло авионот од местото? Имаме ли капацитет како држава да се сами да ги извлечеме или ќе треба да бараме помош кој што ја најави Бојко Борисов? Имаме капацитет. Сето тоа ќе биде по насоки на јавно обвинителство и на комисијата која што нели ја спроведува истрагата. Имаше информации дека барало да слета во Скопје, но според дел од бугарските медиуми не му било дозволено токму заради посетата на Ципрас. Дали ова точно, имате ли вие некои вакви сознанија? Не, тие работи ќе ги побарате од македонска навигација. Значи јас можам да говорам само она што е надлежност на Министерството за внатрешни работи. Първоначално какви са версиите за инцидент? Не ве разбрав, извинете уште. Причините за катастрофа? За причините се разбира, значи тоа ќе се обратите во јавното обвинителство и во комисијата која што го истражува случајот. Јас ви назначив уште пред почетокот, значи јас можам да зборувам само во делот каде што е надлежно Министерството за внатрешни работи. Ова се идентитетите на тие 4 лица кои што веќе кружат во јавноста, така немате новитети околу нив. Јас не можам да коментирам за тоа што кружело во јавноста. Ова е официјален податок од Министерството за внатрешни работи кој што го споделуваме прв пат. Добро се работи за тоа семејство. Според презимињата станува збор за семејство. Бугарските медиуми веќе објавија некои видеа од комуникација. Чија е таа комуникација? Кој комуницира, бидејќи е само аудио файл? Не можам да коментирам нешто што не е во моја надлежност. До сега какви наредби се издадени од обвинителство? Имате ли нешто за тоа информација? За тие информации ќе се обратите во обвинителството.